Дали сте чуле за документот, молбата, односно така нареченото прошение, на кое македонците кои барале да се доселат во тогашна царска Русија уште во 18 век се потпишувале како македонци? Се работи за историски факт од 1751 година од архивот на Киев. Всушност документот е молба, прошение, во кое јасно стојат имиња и презимиња на луѓе од Македонија, припадници на македонскиот народ, кои бегајќи од турското робство бараат да се населат во царска Русија и кои уште таа 1751 година имаат јасно определена македонска национална свест, изразена писмено во документот. Дали знаете дека на 27 ноември 1890 година балтогерманскиот лингвист Леонард Готлиф Мазинг ја одбранил првата докторска дизертација за македонскиот јазик на тогашниот Дербцки универзитет или денес Универзитетот Тарту во Естонија. Младиот студент Леонард Мазинг дошол во Тарту, во Дорпат, да студира теологија, но не тргнал по стапките на татка си и не станал свештеник, туку филолог. Името Македонија не им било непознато, се разбира поради мисијата на апостолот Павле во Македонија и христијанизацијата на европскиот континент. Сепак клучна улога во запознавањето со Македонија имале двајца македонци кои Мазинг ги запознал во текот на неговите студии во Лајпциг и во Петроград, денешен Санкт Петерсбург. Во 1886 година тој се сретнал и извесно време другарувал со велешанецот Иван Ѓоргов, кој го запознал со состојбите во Македонија, со јазикот, обичаите и историјата. Во Петроград пак го запознал Димитар Топеничаров, по потекло од Охрид. Со докторската дизертација, тој за прв пат поставил пат за развој на македонистиката уште кон крајот на 19 век.